Да, се враќаме во студиото, како што најавивме. Тука е доктор Александар Каревски, ортопедски хирург. Господине Каревски, добро дојдовте во студио 10. Благодарам на поканата. Добро ве најдов. Ортопедија, особено актуелна гранка сега и во зимските месеци, нели, иако имате работа константно во текот на целата година, се разбира. Кога зборуваме сега за зимата, тука имаме повреди кои се предизвикани често и од самото време, од снег, од лизгави површини и од самиот студ. Што е сега што е најактуелно, со што се соочувате најмногу во пракса? Кога ќе почнат зимските месеци, обемот на работа не се менува, но се менува повредите кои најчесто ги гледаме. Да речеме, кога е лизгаво тлото под нозете, најчесто имаме проблем со скршеници кои што се случуваат дали при пат од сопствена висина. Тоа се најчесто скршениците на рачниот зглоб, скршениците на скочниот зглоб заради извиткување на нозете и потоа како ќе падне првиот снег, веќе почнуваат и оние повреди кои што доаѓаат со скијањето како спорт кој што е, да речеме, еден од поризичните спортови за повреди, и тоа така доста посериозни, но да речеме една мала среќа која што имаме е тоа што оние сообраќајни незгоди кои што се случуваат најчесто се случуваат на помала брзина заради временските услови, па тие повреди кои што ги гледаме од сообраќајните незгоди не се толку сериозни во зимскиот период, за разлика од летниот, каде што се вклучени во летниот период и скутерите, за жал и оние тротинети и моторите кои што се едни од, да речам, најчестите клиенти на ургентните центри. Да, тоа интересно, скутерите и моторите, читав некаква статистика, имаше информации дека, како што кажавте, тоа се најголем дел од повредите кога доаѓаат во летните месеци, дека се особено тротинетите. Па има и некаква статистика дека буквално секој што вози таков тротинет, дека барем еднаш падна. Да, и што е, за жал, самиот склоп на тоа превозно средство, да речам, ве предиспонира за повреда, затоа што е нешто што се движи со доста голема брзина, но има мали тркала и е доста нестабилно само по себе. И најмала дупка ви прави таков удар кој што многу често завршува со скршеница, дали на подколеницата, што е доста честа повреда, или на рацете, дали при падот, при штитењето. Да, кога зборуваме за овие скршеници сега кои се актуелни, предпоставам дека се поризични кај повозрасната популација која има предиспозиции да бидат поризични кај нив отколку кај помладите, со што најчесто гледате сега? Кај постарата популација, за жал, да, овој временски период е доста ризичен за излегување, затоа што, нели, самата природа ја истенчува коската со текот на годините, доколку дојде дури до тоа патолошко истечување кое што се нарекува остеопороза, тоа значи дека коските се многу лесно кршливи, многу полесно кршливи него што би биле нормално и дури најмал пат може да направи скршеница. Тука најчесто ги гледаме скршениците на колкот, кои што се скршениците на вратот на фемурот, пертрохантерните скршеници и исто така во последно време доста се зачестени скршениците на рамо, како и нормално скршениците на рачен зглоб, кои што за жал некогаш и тие бараат оперативен третман. Како оди тоа понатаму? Дали сега како функционира системот во поглед на операциите? Едно време имаше проблеми, па немаше, не знам, немаше делови, немаше, сето тоа одеше споро. Како е сега? Сега од делот што е, да речеме, од материјали за операции, сега за сега нема никаков застој, имаме се што би требало да имаме на располагање. Нели, тука во моментов се неколку големи проекти во здравството се случуваат, како што е реновирањето на целиот оперативен блок во болницата каде што јас работам, што за некој време доека не се заврши тој проект, малку ни ги намалува можностите за бројот на операции, се уште се извршуваат сите видови на операции, но во доста намален број. Се надеваме дека чим ќе заврши тоа реновирање, дека ќе се зголеми. Исто така, со доаѓањето на овој ризичен период за такви повреди, сите ургентни центри се буквално преплавени, но мислам дека со колегите, нели, со добра комуникација меѓу нас, успеваме некако да ги распоредиме и да ги згрижиме пациентите. Така, кога зборуваме за остеопорозата, која е состојба, да речеме, која најчесто се јавува кај постарите пациенти, како што вие кажувате,
Предпоставам дека се важни тука и превентивни мерки. Кој е сега третманот во тој поглед? Дали имаме некакво подобрување, некаков напредок во третманите, во лекувањето, во превенцијата на остеопорозата за да се заштитат граѓаните повеќе? Па да речем, во последниве 20 години имаме огромен напредок во прво заштитата од остеопороза и второ во лекувањето на истата. Кога почнав, да речем, со мојата кариера пред едно 15 на години веќе, беше болест која што едноставно лекарите велеа тоа се годините, тоа е болест која што си имате и нема решение. За разлика од тоа, сега веќе имаме доста лекарства кои што директно влијаат на густината на коската, кои што можат доста добро, ако не да само да ја забават, туку можат и да вратат дел од густината на коската назад. Второ, со самото тоа што повеќе колеги се зафатија со таа проблематика, се едуцираше популацијата дека постои и дека е ефективна превенцијата на остеопорозата. Превенцијата е доста, да речеме, проста и е еден од превенција за повеќе болести, не е само за неа. Здрав животен стил, повеќе движење и едноставно да знаете дека тоа што ќе го изградите како депо на коска до вашата 35-та година, нека биде 40-та ке ти е помлади што се осеќаат, после тоа само треба да трошите од тоа депо, затоа што нема лесно да се додава и дека треба, значи, умерено вежбање, повеќе движење, здрава исхрана и нормално малку внес на витамин D3, затоа што тој е дефицитарен генерално како поднебие, иако имаме доста сончеви денови, популацијата во цела Европа, не само кај нас, има дефицит на витамин D3, кој што го создава. Оние интензивни летни месеци на сончење не можат да ве покрие за целата година. Значи, сакате да кажете дека е добро да се зема во текот на зимата D3. Сега зборуваме еве за нешто што можеби би значило како превенција или однапред да градиме некаква заштита. Дали постои таква стратегија, еве да речеме за луѓе кои се во средни години и да се обидуваат да направат некаков одбрамен механизам за остеопорозата да не се случи. Можно ли е такво нешто? Секако дека е можно и витаминот D3 е еден од оние витамини кои што, да речем, малку е подзаборавен кога луѓето мислат на редовна витаминска терапија. За жал, нашата исхрана не внесуваме доволно витамин D3 со нашата исхрана генерално, така што витаминот D3 е секогаш добро да се внесува, дури и во летните месеци, затоа што тоа изложување на сонцето, ако сакате да го добиете доволниот број, па се изложувате на други ризици, затоа што сонцето колку е убаво и топло, толку знае да предизвика и други проблеми. Изгорениците од сонце се многу проблематични затоа што ве предиспонираат па за други многу пострашни болести. Така да витаминот D3 би требало да биде дел од, да речем, не терапија, но превентивата и исхраната на секој човек. Нели, особено во средни и одминати години. Што е со оние други додатоци на исхрана, како што е колаген и некакви такви препарати? Можат ли тие да помогнат? Секој од тие препарати може да помогне, но треба да се постави права индикација. Свесен сум дека некогаш дури и се претерува, се прошируваат индикациите непотребно на некои такви препарати. Има точно состојби и има точно групи на пациенти на кои што тие би можеле да им помогнат, а на другите, ако ништо друго, им прават финансиски товар. Не зборам дека се лоши или дека ќе им наштетат, но едноставно нема потреба да примате нешто што нема никаков бенефит да ви донесе. Да. Тука, еве, ставивме во нашето сценарие едно прашање кои се хронични заболувања најчесто се влошуваат во зима и завршуваат со хируршко лекување, особено кај повозрасни пациенти. Тука претпоставам дека исто така влегува остеопорозата, но имаме ли други? Остеопорозата е онаа која што ги предиспонира на скршеници кои што барат хируршко лекување. Многу често затоа што во зима е променливо времето. Еве, например, денеска во тек на денот се промени, нели, сабајле ладно, облачно, сега веќе сончево, убаво време. Тие нагли промени на времето знаат да им направат доста проблеми на тие што се метеопати и оние популарно кажано вртечки болки во зглобови со промена на барометрискиот притисок.
пошто тие се зглобови исполнети со течност, реагираат и доколку се веќе во некоја да речеме одмината артроза, тие зглобови, тие и како ќе ги осетат овие временски промени. Значи, кога луѓето ќе кажат народски ме вртат коските, има вистина во тоа, не е... Има вистина во тоа се докажани реакции на организмот на барометриските промени, како и на температурите, затоа што при ладната температура крвните садови се собираат, површните крвни садови, и со тоа се добивате помалку, поспоро, да речеме, отстранување на отоци, поспоро отстранување на некои други хронични заболувања зборам. Пошто логиката е ставете мраз ако се удрите за да не отече. Да. Тоа е токму заради тоа, затоа што ќе ги собере крвните садови и тие нема тука да ја испуштат таа течност која што ќе направи оток. Што е со заздравувањето на рани, на повреди поради студеното време? Имаме ли тука проблем? Па нема некој генерален проблем, особено дури и ладното време, да речеме, за оние бактериски инфекции е и подобро, затоа што топлото време им одговара на бактериите за полесно да се размножуваат. Но веќе сме во доба каде што секој има би било убаво секој, но поголемиот дел од луѓето имаат пристап до топло место за престој, со што тие компликации од временските услови директно на раните се намалени скоро на минимум, но да речеме тука проблеми представуваат болестите како што е диабетот, пушачите имаат многу проблем со зараснување на раните, така што има други предиспозиции на кои што мора да се внимава. Тие кај диабетот има проблем поради студеното време со зараснување или генерално? Диабетот е една од работите кои што ги прави диабетот. Диабетот го уништува целиот организам, но споро, но го уништува целиот организам. Една од првите работи кои што ги прави, ги уништува периферните крвни садови и ги уништува периферните нерви. Со тоа што намалена е осетливоста на да речеме прстите и на нозете и на рацете, со што не може да почувствувате кога сте во некој да речеме сте го одминале периодот на ладно, затоа што ако вие излезете на ладно и прва работа ако претерате со ладното време, прво што ќе осетите се болки во прстите, кои што ви кажува дека е знак дека мора да ги изгреете. Тако тој осетен намален, се изложувате на смрзнатини, кои што понатаму може да водат и до други компликации како што е гангрената. И од озгора на тоа кој ќе направите вазоконстрикција, тоест стискање на периферните крвни садови од самата температура, се изложувате на некој дополнителен ризик кој што е непотребен. Така што ракавиците и добрите обувки се секогаш битни во овие временски услови. Има ли симптоми кои се појавуваат кај луѓето во зима, кои тие ги подценуваат, можеби, а сепак им е потребна помош? Посебно изразени од зимата, значи респираторните заболувања знаат да со напливот на грипот, на сите тие настинки, некогаш луѓето може да ги препишат на нормална настинка, а да имаат некои поголеми респираторни заболувања кои што треба да се прегледаат. Јас би рекол дека повеќе има проблем со претерување на степенот на здравствена заштита која што се бара. Треба да се посети матичниот лекар, кој што ја знае состојбата на пациентот, како и неговото семејство и условите во кои што се, и може да процени дали е можеби за понатамошно упатување некаде или може да го реши проблемот во примарното здравство. Да, тоа е, еве сега малку да позборуваме за функционирањето на здравствениот систем, токму ова што го кажавте. Има порано се правеа некакви реформи во здравство, се правеа тие така наречени клинички патеки, се обидуваше да се стави некаков ред во тоа кога треба да се оди на матичен, кога во секундарно, кога во терцијарно здравство, но ми се чини мене дека многу често сето тоа се прескокнува, па луѓето најчесто одат директно на клиника и кога треба и кога не треба. Можеби се и принудени на тоа поради немање на средства во блиските амбуланти и така натаму, но вие работите во
градската општа болница 8 септември. Го гледате ли тоа? Бидејќи читаме често дека болницата е пренатрупана, многу често дека има многу наплив на пациенти и дека можеби не би требало сите да одат директно таму. Секако дека така. Тоа е проблем кој што се провлекува во македонското здравство веројатно од кога е основано. Ни треба, мислам дека и се работи на тоа, но мислам дека е главната работа што треба е децентрализација на здравството. Тоа е да има понапреднати установи што пружат повеќе услови на повеќе места. За жал, многу голем број од пациентите се приморани да дојдат, можеби не само на клиничкиот центар и во 8 септември, градската болница се 3 установи, да речеме, кои што нудат здравствени услуги на повисоко ниво и пациентите нормално, нели, како и секој човек сака да си го реши проблемот со одење на едно место и еднаш да ја заврши работата, но тоа што се случува? Ги пренатрупува капацитетите на сите овие 3 болници и потоа некој кој што навистина има потреба, има проблем што треба да чека. Тие патики кои што се направени, има причина зашто се направени. Секогаш е проблемот со нивната имплементација, со едукацијата на тие кои што треба да ги одржуваат тие патики и да им се дадат ресурси на сите да го решат проблемот по пат. Ако планираме дека еден проблем треба да биде решен во примарното здравство, тогаш треба да ги дадете ресурсите на тој лекар во примарното здравство да го реши тој проблем. Тоа значи да има доволно време за преглед на пациент, да има тоа нели секако значи дека треба да му го зградите капитациониот бод за да не мора да се бори за пациентите. Треба да се направат, да речеме, некои ограничувања на префрлањето од кај матичните лекари еден на друг, затоа што имате буквално во некои моменти се случува дури и борба на примарното ниво за пациенти. Затоа што еден колега кој што си ја работи совесно работата и не дава да сега ќе земам еден од проблемите, не дава антибиотик на секој што ќе му влезе низ врата, тој го пациентите би ги себе го зборат, не ми даде антибиотик, ќе одам кај другиот матичен лекар. Не е толку популарен. Не е толку популарен и тоа се одразува директно на неговата способност нели да заработи било каква плата. Исто така, пациентите кои што се несоодветно припремени и се препратени на специјалистички преглед, исто така треба и тој малце момент да се види. Например, за ортопедски преглед, вие не можете да испратите пациент директно од матичен лекар на специјалист ортопед, доколку не го припремите, барем со преглед клинички, да направите барем рентген слика доколку е таков проблемот, а најчесто бараат некоја такво испитување, па дури потоа, доколку не можете да го решите проблемот, да го препратите на специјалист. А сведоци сме дека многу често пациентите буквално со првата посета на матичен лекар у првите 5 минути добиваат веќе упат за специјалист. Најчесто и се злоупотребува она опција која што треба да постои и постои приоритетен упат. И пациентите, например, имате пациент кој што пропатувал 100 километри за да дојде на тој преглед, и сега налетува во еден момент каде што едноставно амбулантите не можат да постигнат. Затоа што пренатрупани се, затоа што сите се упатени таму. Има, значи не можам да кажам дека ова е нели правило во системот, него поголемиот дел на колегите во примарното здравство си вршат работата како што треба. Но проблемот е таму што тие понекогаш, да речам, се условно казнети од нивните пациенти заради тоа што си ја вршат работата. Затоа што другиот колега директно ги упатил каде што сакале тие. Без разлика дали требало или не. Еве, кога зборуваме за примарното, да почнеме со анализа на проблемот таму, како што вие велите, имаме неколку сегменти. Еден е прво самата стручност или капацитетот на матичниот лекар. Да почнеме од тоа. Предпоставам дека и таму има разни профили. Има кои се секогаш постои профил. Медицината не за џабе се нарекува уметност, затоа што тоа е нешто што го учите и секој човек различно го практикува. Многу зависи од начинот на размислување на човекот, не само од тоа што го прочитал, него начинот да поврзе информации кои што ги има главата една со друга, што може да предизвика нешто. Тоа секогаш ќе постои, тоа не може да се тргне, тоа постои од Њујорк до Скопје. Разликата е што
имате сега веќе се подигна на едно друго ниво со самото тоа што се воведе специјализација за семејна медицина. Пред доста години е таа веќе воведена и со тоа се на малку повисоко ниво кренати да речем способностите на семејните лекари би биле тие, веќе не се само матични, него се семејни лекари, затоа што тоа е принцип на лекување каде што лекарот е практично дел од семејството. Тој ги знае сите да речам услови во кои што живее тој човек, ја знае неговата фамилија, знае ризиците кои што му се, на пример, кога ќе дојдете кај специјалистот, тој не знае дали имате две мали деца кои што одат во градинка и кои што може да ви донесат вируси дома и заради тоа сте вие често болни. Или дека сте имале некоја минато заболување кое што ве предиспонира понатаму за нешто друго. Матичниот лекар е тој кој што треба да ги има сите тие информации, но тоа може да му се овозможни само доколку со помал број на пациенти и со поголемо внимание може да им се посвети. А ако тој треба да се граба со пациенти за да може да преживее и да плати сметки, тука веќе се јавуваат проблемите. Да, секогаш квантитетот го намалува квалитетот. Тоа е општо правило во било која бранша. Друг проблем е за кој ми зборувале и тука луѓе кои работат во самите амбуланти е што значи ние често зборуваме дека тие немаат капацитет, немаат опрема, но некогаш не е така. Таа опрема и постои, но нема кој да ја работи, нема кадар таму. Дека доста од тие амбуланти се опремени и со добри диагностички инструменти кои едноставно не се користат и поради кои се препраќаат понатаму. Значи тоа би бил втор проблем за да се на некој начин да се заокружи таму приказната. Па најскапата работа што ја имате во секоја здравствена установа е персоналот. Затоа што тој персонал не зборам само скапа финансиски, збориме скапа и во време, затоа што вие да направите стручен кадар зборам од било кој профил, дали средномедицински, дали специјалистички, дали хируршки, било каков кадар вие да извадите, не е потребно само инвестирање, потребни се години. Вие денеска може да отворите 200 операциони сали, но тие 200 операциони сали ќе се празни. Затоа што, за да донесете во нив хирург, за да донесете во нив инструментарка, за да донесете во нив анестезиолог, анестетичар, потребно е меѓу сите нив 40 години за едукација, ако ги соберете како години за едукација. Така што здравството се бара многу далеку планирање и плански развој. Затоа што кадрите, ние исто што милуваме да кажеме во ортопедијата, ако шутнете денеска голот, знаете дали паднал после 10 или 15 години. Не можете резултатите на реформите кои што ги правите, збориме стратешки, да ги видите одма. И некогаш дури, да речеме дека тие реформи кои што би дале највеќе резултати се најболни и најнепопуларни, би рекле, затоа што некогаш тоа значи дека, некој пациент нема да го добие тоа што он мисли дека сака, дека треба да го добие, затоа што лекарот треба процени. Тоа многу често се случува со магнетната резонанца. Многу луѓе се упатуваат на магнетна резонанца тотално безпотребно. Тоа што некој има болка во ребетот, тоа не значи дека треба да се направи магнетна резонанца. Затоа што проблемот е јасна. Магнетната резонанца е многу напреден начин на испитување, кој што треба да има тесни и претходно направени испитувања за да се стигне до неа. Но кај нас, ако комшијата направил магнетна резонанца, одма и другиот сака да направи. И доколку не му биде пружено, тој се жали према кој може да се жали, према власти, према директори, така натаму. И тука треба да се воспостави еден систем на јасни индикации со кои што ќе бидат заштитени сите. И пациентот да го добие тоа што навистина му е потребно, но и лекарот доколку одбие да не биде подложен на притисоци и на било какви, да речем, други манипулации за да издаде упат кој што е непотребен реално. Да, едноставно не се поминуваат сите, не се исцрпуваат сите диагностички процедури, се оди на најсложената. На најсложената и токму тоа беше, мислам дека беше идејата на тие клинички патеки, да се направат, но и тие клинички патеки не може да бидат напишани во камен и да не може да се исклучат, затоа што некогаш едноставно како лекар гледате нешто што едноставно мора да ги прескочи тие, затоа што заради итност, заради сериозност на болеста и останати причини кои што може да излезат во текот на прегледот. Да, чудни се малку
доктор Каревски, проблемите во здравството, зборуваме за нив, ми се чини со децении, но како да не ја минуваат формата. Мислам дека можеме да вратиме некој период од пред 10 години, онака кажувам паушално, и отприлика ќе зборуваме за истите работи, помалку или повеќе, само треба да ги смениме актуелните актери. Се соочуваме со истите проблеми. Вие го зборувате за стратешкото планирање во здравството. Таму ли е проблемот? Каде е проблемот ако ние зборуваме за создавање на добро функционален здравствен систем? Па еден од проблемите за да го создадете здравствениот систем како што треба, прво треба да се промени начинот на бирање на власт, затоа што ако некој се избира за секој 4 години, тоест треба да има некој таква храброст, затоа што сите мерки кои што вие би ги вовеле за да се воведе ред, ќе бидат тотално непопуларни кај оние што не го знаат од внатре здравствениот систем. Тоа е 90% од популацијата. И вие доколку ги направите тие промени за доброто, јас сум рекол, здравството може да се среди, но тој што ќе го среди веќе никогаш нема да дојде на власт. Заради тоа што додека се видат ефектите од тоа што го направил, тие ќе бидат страшно непопуларни генерално кај населението, затоа што здравството наше е во една болест која што за жал како ракот исто, некогаш лекот е на почетокот полош него самата болест. И додека помине тој период, а тие се луѓе кои што нивната работа е не само здравствена политика, економија, сите сакаат да бидат на власт. И треба некој да биде на власт. Значи, треба да некогаш едноставно не треба да се оди според популистички методи, туку едноставно да се соочите со проблемите директно, макар и тоа да значи пад на популарност. Тоа би било, не знам како да кажам, тоа оди контра на професионалните политичари, затоа што нивната работа е да одат по популистичките мерки. И тука сакав само да го лоцирам дека тука е генерално проблемот зашто е тешко да го средите системот. Евентуално треба да се среди со краткорочни популарни мерки и долгорочни непопуларни, кои што ќе бидат здравствено осигурување. Да речеме, во последно време гледам многу големо придвижување во Фондот за здравство и тоа би сакал многу да го поздравам. Значи, почнаа да менуваат некои политики и начини на размислување кои што беа во таа институција, кој што навистина го олеснија и процесот за пациентите, но и процесот за лекарите, затоа што пошто тој фонд како осигурителната куќа која што ги плаќа услугите, има право да побарува објаснување за истите и да поставува некои граници. И реформите кои што се случуваат, како и начинот на финансирање кој што гледам дека го преусмеруваат во малку попотребните гранки, веќе се осети разлика. Значи, има и популистички мерки кои може да се направат, кои добро ќе влијаат на здравството. Но тие што се најважните, прво треба да се постават посебни мерки на вработување, кои што се исто така многу тешки да ги деполитизирате, како и во секоја друга државна, да речеме државна институција, многу е тешко да се деполитизираат тие, затоа што не е само едните. Ако едната партија реши да го направи тоа, следната која ќе дојде, ако не го почитува, пак ја све во вода. Да, имаме и пречесто менување на министри, особено во задно време, во последно време, мислам дека секоја година имаме нов министер за здравство. Едноставно како ќе воспоставите некаква политика кога имате ностоп менување на министри. Едно е тоа, второ институционалната меморија е на многу ниско ниво во нашите институции, затоа што проект започнат, многу често знаат да го прекинат или едноставно си заминал човекот кој што работел на него и веќе не е останато никаков трак, нити како да се продолжи, нити што се случило. И тука исто така е проблем. Министерот како министер може да се смени, но институцијата министерство треба да биде таа која што ќе одржува генералната политика и ќе го насмерува здравството каде што треба. Се менуваат, може да се менува, има држави каде што се менуваат председатели многу често, ама нивната политика стои како што е. Имав разговор со еден професор, тоа можеби беше пред 13 години и се уште ми останува неговиот одговор вака да лепде кога зборуваме за состојбата во здравството. Јас го
му велам вака директно, добро, викам, како да ги средиме состојбите во здравството? Тој вели, никако нема пари доволно. Не можете да ги средите. И сега сакам да ве прашам дали се согласувате со таа констатација. Тој тогаш ми ја направи споредбата со Словенија, значи тогаш, колку што се сеќавам, здравствениот буџет беше околу 360 месечни милиони евра, словенечкиот беше околу 2 милиарди, сега не знам колку е словенечкиот, нашиот е сега околу 600 милиона, 600 и нешто, колку е, не знам. Па, предпоставам дека нивниот се допирал со генералното, нели, цените. И сега нашиот доброволен здравствен систем, знаеме како е, вие плаќате и очекувате сега да добиете се за тие пари што плаќате кога ќе се појавите тамо, не сакате ништо да платите, дури онаа некаква минимална партиципација која ќе ви се појави, тоа е, нели, веднаш тука буна, зашто плаќам јас. Но прашањето е, имаме ли ние доволно пари за ваков доброволен здравствен систем и сите да добиваат се? Значи, краткиот одговор е не, но е многу покомпликуван. Работата е што треба да се прерачунаат колкави се процентите кои што вие ги давате за здравствено осигурување. Значи, да речеме, здравственото осигурување сега, ако не се лачуваме, околу 7%, да не сгрешам само. Околу 7%. Тоа е најниско во Европа. Ако не е најниско, е едно од најниските, ама јас мислам дека и најниско во Европа процент за здравствено осигурување кој што се одделува од приходите. Ако го пресметате во пари, просечната плата ни е некаде околу 40.000 да ставиме. 7% 40.000 се 3.000 денари. За тие пари не можете многу да направите. Но, за парите кои што ги имаме, можеме поефикасно да функционираме. Тоа е точно. Не можеме да имаме све што треба со овој процент на осигурување, но може поефикасно и ви реков баш ова што го кажав, овие промени во фондот кои што ги видов во последно време ми се допаѓаат, но има уште многу работа. А еден од најболните оние што како што велам, нема да се дојде никогаш повторно на власт ако го средите за здравствениот систем е токму таа. Треба да се направат промени во начинот на финансирање на здравствениот систем. Тоа е мое лично мислење, можеби нели има економски експерти кои што нема да се согласат, но од мојата гледна точка е тука. Начинот на финансирање. Можеби не треба сега со приватното здравствено осигурување се гледа дека нели кога ако имате приватно здравствено осигурување кое за жал чини нели многу, но добивате многу повеќе услуги. Заради тоа што можеби треба да се скратат бројот на услуги кои што се нудат за основното здравствено осигурување. Па можеби треба да се направат повеќе пакети на здравствено осигурување. Па кој како? Можеби и треба да имате опција да го исклучите здравственото осигурување како ваша личен избор. Но потоа да се мислите, но сепак мора да има некое основно здравствено осигурување за сите, за да не станеме Америка, да не умираме по улица ако случајно немате здравствено осигурување. Да, добро, да, мислам дека за тоа никој не ни зборува, но овие реформи кои ги спомнувате секако се дел од сите тие дилеми. Некако еве почнавме со овие популистички теми, една од нив е клиничкиот центар, вечна приказна, не знам, веќе ми беше смешно кога слушнав каде се планира последната локација. Мислам, не ми е смешна локацијата, туку смешни ми се веќе најавите каде се ќе се гради клиничкиот центар. Слушнавме 5-6 локации, од постојниот каде е тамо, па некакви други. Нема да навлегуваме многу во тоа, но сакам да ве прашам, што мислите вие за идејата за спојување на клиничкиот центар? Дали е тоа добра идеја? Бидејќи од децентрализација сега повторно некои се залагаат за повторна централизација. Јас можам да зборувам вака сега, можам да направам разлика пошто сум работел и во клиничкиот центар, сум работел и во ГОБ 8 септември. ГОБ 8 септември е една компактна единица, каде што дели сите сме една установа и сум работел во клиничкиот центар каде што буквално секој спрате посебна установа. Да, ГОБ 8 септември може да биде некаков панда на еден мини клинички центар, да речеме. Да. Точно, се трудиме да стигнеме до некое ниво, веќе го имаме стигнато со нивото на услуги, но нели треба и некои услови да се исполнат за да бидеме терцијерно ниво на здравство, но можам да кажам како генерално функционирање, ГОБ 8 септември функционира
перфектно затоа што јас ја имам експертизата на сите мои колеги и сите диагностички методи без додатно оптеретување на меѓуинституционални комуникации. Доколку јас за секој интернистички преглед, секој кардиолошки преглед, секој рентген снимање морам да комуницирам, зборам комуницирање на хартија, нели? Тоа мора да биде упат кој што потоа ќе влезе во нивниот буџет, кој што потоа ќе се извади од нивниот, па инвестициите дали ќе бидат ваму или ваму, едноставно многу подобро нешто функционира кога е заедно, особено такви институции кои што меѓу себе си прават долгови кои што се и нереални и потоа тешки се за порамнување и ги носат, нели, на хартија во загуба или не во загуба, а вака кога е све компактно, да речем, ние не сме имале проблем на функционирање. Второ, ви остава можност за да ги усмерувате инвестициите во делот каде што се навистина потребни. Кагирам, може би нема потреба толку оваа година да се инвестира во дерматологија. Или оваа година ќе инвестираме дерматологија за нови апарати да им се донесат све. Наредната година ќе инвестираме во еден. А вака секој сам за себе, сите во долгови, никој не може да инвестира. Така што мислам дека како идеја, моја лично мислење е дека како идеја спојувањето на клинички центар е добра идеја да се спои, затоа што ќе се укинат, да речеме, сите тие непотребни, популарно речено, народски кажано, нати го дај ми го. Со папири, со исплати, со кој ќе биде одговорен за ова, кој ќе биде, затоа што после, ако имате две институции, нормално е да се случат и борби меѓу институциите. Јас ќе бидам одговорен за овој апарат затоа што тој ми носи приход во институцијата. Или ќе бидам некад да бидам одговорен за овој апарат затоа што е трошок на институцијата. Тие сите работи се избегнуваат кога е една компактна единица. Второ, кога имате еден, да речеме, еден тим кој што е главен на целата таа визија, може плански да го развива понатаму, плански да се инвестира и да се развива центарот. Слушнав исто така идеја еве од министерот Алију на тој некој брифинг со новинарите, кај што тој рече дека една од идеите е клиничкиот центар да се гради на местото на 8 септември или да биде таму во 8 септември. Тоа малку ме збуни. Како тоа би се извело? Не знам таа идеја како изврлива. Не би можел да одговорам точно затоа што не знам како евентуално како втор клинички центар мислам дека би било логично. Самиот 8 септември да се претвори, па не, видете, 8 септември има како локација по мене има одлична, има доста е пристапна од многу страни, има меѓу два булевари големи има простор, да речеме, кој што е неизградено земјиште во близина и поликлиниката Букурешт, која што, нели, можете да ја приклучите кон ова доколку сакате, но мислам дека не знам точно која е идејата и кои се плановите, не сум нели ја видов изјавата, но не знам што се стои позина и кои се плановите, затоа што се на памет да зборувам не би било ни фер, ни коректно, но да се направи како втор клинички центар, тоа мислам дека би било и добра идеја. Но постоечкиот да се префрли таму, тогаш ќе го изгубите 8 септември, тогаш што? Да, навистина не ги знаеме деталите. Не ги знаеме деталите, не би можел да коментирам околу. Не можеме премногу да анализираме тука. Добро, бака пред самиот крај повторно еве да се вратиме на вашата работа, зборувавме за тоа колку напредува третманот на остеопорозата, но колку генерално напредува третманот во хируршките интервенции, во ортопедијата, она што вие го работите, што го правите, што гледате на терен. Имаме ли внесување на некакви нови, иновативни методи, имаме ли напредок? Можам да зборувам конкретно за ортопедија 8 септември. Генерално, оно што го гледам и по другите има доста голем напредок, но и кај нас има доста голем напредок. Со воведување на нови методи број 1, тоа е, значи, новата технологија е секогаш добра работа и добре дојдена. Ние сме првите кои што направија со 3D принт операција не само во Македонија, во многу поширок регион. Ние сме едни од ретките кои што имаат, да речеме, артроскопски апарати кои што се од, да речеме, најновата генерација, со кои што може да се извршат све повеќе. Ние сме едни од ретките кои што сме едукативен центар за одредени
типови на интервенции. Значи не е само ние да одиме да едуцираме, него луѓе доаѓаат од странство кај нас да учат како се работи. Така да тој напредок е доста голем, се вложува и во опрема. Еве сега со реновирањето на оперативниот блок очекувам дека тоа ќе биде кренато наеднаш на многу повисоко ниво, затоа што оперативните сали кои што сега се реновираат не беа реновирани од отворањето на војната болница. Сега ќе бидат по сите најнови стандарди, по тоа што гледам, ќе бидат изградени, така да очекувам дека многу ќе се крене нивото на услугите кои што ги нудиме. Се бараат повеќе инвестиции во некој мора да држиме чекор и со светот, нели? Мора да се направи малку повеќе инвестиција и не сме да се запушти делот на вештачката интелигенција. Не за да се користи толку, него да се прати текот, да видиме на каде оди тоа, како може да придонесе. Роботската хирургија е прашање, треба да се истражи колку е нејзината потенцијална корисност, затоа што инвестицијата е огромна, но треба да се види кој е нејзиниот бенефит. Дали ако е бенефитот плюс 1%, а треба да вложите 10 милиони евра, стварно нема некоја логика. Треба да се направат да се инвестираат во неколку национални системи информатички кои што гледам дека министерот особено се труди и оди натаму. И сите тие интервенции одма добиваат друго ниво, затоа што кога имате вие брзо и нова технологија на, да речеме, добивање на диагностичка метода. Ако јас, пациент кој што сум го сликал денеска, во операционата сала, можем одма да ја добиам сликата, на која што одма можем да направам мерење. Тоа скратувате, вие сигурно 1 час од операцијата, побрзо за пациентот, подобро за сите. Така што тие се некои мали работи во кои што ќе треба да се инвестира, треба да се напредува и најбитно е све мора да се прати трендот, затоа што ако заостанете, после тоа е многу потешко да се вклучите, него да бидете бар во тек некако цело време. Како би ја коментирала изјавата на Елон Маск, не знам дали ја видовте, дека неговиот роботски хирург Оптимус, ми се чини, беше, дека за 3 години ќе биде подобар од најдобрите светски хирурзи. Верувате ли во тоа? Не. Може, краткиот одговор е не, но никогаш не може ништо да се исклучи. Елон Маск го пратам доста, затоа што втора љубов после медицината ми е и технологијата. Така што добро го пратам. Работата е што има дадено многу ветувања, а за тие ветувања има собрано многу фандрейзинг. И ако добро се сеќавам, Тесла требаше до сега 3 пати да има, нели, тотално автоматско возење, што се уште го нема. Neuralink требаше да биде целосно веќе активен, а се уште е во почетните фази. Така што... Мисле, че дека најави електрички коли требаше да крајот на претходната година. Так, видете, кога сте во бизнисот, мора да даете големи ветувања за да добиете големи пари, а потоа ќе се правдате зашто не сте ги исполнили. Да. Добро, доктор Каревски, ви благодарам за ова гостување. Благодарам на поканата, сме на располагање. Ова беше Александар Каревски, ортопедски хирург, и со ова гостување го завршуваме ова Студио 10. Почитувани, ви благодариме на довербата и вниманието. Останете со програмата на телевизија 24.